Почитувани граѓани, новата година е време на надеж, нови почетоци и време да се присетиме на се што се случуваше во годината која измина. 2024 година беше година на предизвици за СДСМ. Година во која научивме многу и во која одлучно завртивме нов лист. И покрај сите потешкоти, ние се зацврстивме и го трасиравме патот кој нидни на исполнета со посветеност и работа за сите вас. Изборниот пораз не беше само предупредување, туку и поттик за нас да се смениме, да бидеме подобри и подостапни за секој граѓанин. Покажавме дека умееме да се соочиме со реалноста, да извлечеме поуки и да продолжиме со јасна визија. Денес СДСМ е партија со нова енергија, која е тука да ги слушне вашите потреби и да понуди решенија. Почитувани граѓани, 2024 година за жал донесе изневерени надежи за многумина. Наместо економски раст, стабилност и европска перспектива, од новата влада видовме стагнација и блокади. Владата ги изневери граѓаните уште во првите 6 месеци. Не успеа да донесе реформи, го срози стандардот на граѓаните и ги замрзна платите. По 6 месеци се живее полошо дури од времето на економските кризи, кои се сега далеку зад нас. Ова е последица на негрижата за граѓаните. За жал добивме влада која се грижи за интересите на малкумина од елитата, а ги заборава оние кои ја дадоа довербата. Затоа, нашата задача е јасна. Да бидеме силен глас на граѓаните, глас кој ќе се бори за правда, за економска стабилност и за подобар живот за сите нас. СДСМ никогаш нема да го изгуби својот фокус. Секој човек е важен, секој проблем е наш заеднички предизвик. Ке се бориме за зголемување на платите и пензиите, за нови работни места и за реална борба против сиромаштијата. Ке бараме вистинска правда, институции кои работат за граѓаните, а не за партиски интереси. Почитувани членови на СДСМ, во 2025 година не очекуваат важни предизвици, но и нови можности. Мораме заедно да се подготвиме и уште посилно да работиме за да донесеме уште поголемо единство и сила во нашите редови. Подготвени сме за локалните избори, каде што ќе понудиме силни кандидати кои ќе работат за вистински промени на локално ниво. Ке продолжиме да бидеме конструктивна опозиција која нуди решенија, а не само критики. Но најважно од се, ќе останеме гласот на народот, гласот на надежта, на борбата за држава во која секој човек ќе се чувствува горд што живее овде. Почитувани граѓани, додека ја испраќаме оваа година, сакам да ви се заблагодарам за вашата поддршка, за вашата верба во нас и во иднината на нашата земја. 2025 година нека биде година на победи, нови надежи и посветена работа за подобро утре. Среќна нова година. Ви посакувам здравје, среќа и љубов во вашите домови. Заедно ќе изградиме држава во која сите ќе се гордееме што живееме. Нека надежта биде нашиот светилник, а вербата нашата сила.